Годината што изминува ја одбележаа неколку настани кои длабоко ја потресоа македонската јавност и отворија сериозни прашања за безбедноста, управувањето и одговорноста на институциите. Еден од најтрагичните моменти беше пожарот во Кочани, кој однесе човечки животи и ја врати во фокус состојбата со противпожарната заштита, инспекцијските контроли и подготвеноста на локалните служби. Трагедијата предизвика револт, но и страв, дали слична несреќа може да се повтори и на друго место. Летото 2025 дополнително ја вжешти атмосферата со серија пожари низ целата држава. Илјадници хектари шуми и земјоделски површини беа уништени, а дел од населените места беа директно загрозени. Граѓаните повторно се соочија со дилемата дали државата има доволно ресурси и стратегија за справување со почестите еколошки кризи. Во главниот град, пак, проблемот со ѓубрето и хигиенскиот хаос стана секојдневие. Преполните контејнери, непријатната миризба и опасноста по јавното здравје ја засилија недовербата кон градските власти и отворија прашања за долгорочните решенија за управување со отпадот. Годината ја одбележаа и локалните избори 2025, кои поминаа во атмосфера на силна политичка поларизација. Освен борбата за локална власт, изборите беа и тест за довербата на граѓаните во демократските процеси и институциите. Дополнителни реакции предизвика и воведувањето на системот Safe City, со камери и автоматски казни. Дел од граѓаните го поддржаа како чекор кон поголема безбедност, додека други изразија загриженост за приватноста и селективната примена на законот. Сите овие настани заедно ја направија 2025 година период на сериозни предупредувања, година што ги натера граѓаните да размислуваат, но и да бараат поодговорна и поефикасна држава. Годината 2025, покрај политичките и општествените настани, ја одбележаа и значајни промени во туристичките навики и трошоци. Новата студија на Travel Supermarket ги откри најевтините и најскапите градови за одмор во 2025 година, базирана на анализа на цените за 3-дневен престој со вклучен авионски лет. Според истражувањето, кое првенствено е наменето за туристи од Велика Британија, но е релевантно и за пошироката јавност, најдостапна градска дестинација годинава е Милано. Италијанската модна престолнина го освои првото место со просечна цена од околу 250 евра по лице за 3 дена, благодарение на ефтините летови и поволното сместување. На листата на најефтини градови доминира Централна Европа. Прага се најде на второто место со трошок од околу 320 евра, додека Краков е трет со приближно 330 евра за 3-дневен престој. Во топ 10 се најдоа и Будимпешта, Рејкјавик, Даблин, Палма де Мајорка, Атина, Порто и Берлин. Од Travel Supermarket посочуваат дека изборот на Милано како најдостапна дестинација е особено изненадувачки, со оглед на неговиот имидж на луксузен град, како и фактот што Рејкјавик и покрај високите цени во минатото се најде меѓу најприфатливите опции во 2025 година. Истражувањето ја прикажува и спротивната страна, најскапите градови за одмор. На врвот на таа листа е Њу Јорк, каде 3-дневен престој со лет чини над 1000 евра. По него следуваат Дубровник, Венеција, Рим, Севилја, Лисабон, Маракеш, Париз, Амстердам и Барселона. Резултатите покажуваат дека 2025 година е обележана со јасни разлики во достапноста на туристичките дестинации, нудејќи им на патниците и поволни, но и значително скапи избори при планирањето на одморот. Википедија ја објави листата на најчитани статии за 2025 година, откривајќи што најмногу го привлекувало вниманието на глобалната јавност. Во текот на годината, корисниците поминале околу 2,4 милиарди часови читајќи содржини на англиската верзија на најголемата онлайн енциклопедија. Најчитана статија во 2025 година била онаа за американскиот конзервативен активист Чарли Кирк, која забележала речиси 45 милиони прегледи. Интересот драстично пораснал по 10 септември, кога Кирк беше застрелан на универзитетски кампус. Само еден ден по неговата смрт, страницата била отворена 15 милиони пати, во просек повеќе од 170 пати во секунда, а над 40% од прегледите доаѓале од надвор од САД. Втора најчитана статија е смртни случаи во 2025 со 42,5 милиони прегледи. Оваа листа редовно се наоѓа меѓу најпопуларните, бидејќи корисниците бараат информации за истакнати личности кои починале во текот на годината. На третото место се најде статијата за серискиот убиец Ед Гин, поттикната од зголемениот интерес поради третата сезона на антологиската серија Чудовиштето на Netflix. Следува страницата за Доналд Трамп со 25,1 милиони прегледи, што е негово 8 појавување на годишната листа на најчитани статии.
Меѓу првите 5 е и страницата за папата, првиот папа роден во Соединетите Американски држави. Во топ 10 се најдоа и новоизбраниот градоначалник на Њујорк, Зохран Мамдани, како и музичката легенда Ози Осборн, кој почина во 2025 година. Од Википедија посочуваат дека иако енциклопедијата повеќе не е доминантен извор на информации како порано, поради се поголемото влијание на вештачката интелигенција, интересот за големите светски настани и јавни личности и понатаму се одразува преку милионските прегледи на нејзините страници. Како и секоја година, Google го објави извештајот година на пребарувања, кој открива кои теми најмногу ја разбудиле љубопитноста на луѓето ширум светот во 2025 година. Наместо најчесто пребарувани зборови, извештајот ги прикажува поимите што бележеле најголем пораст во интересот во споредба со 2024 година, нудејќи јасна слика за глобалните трендови. На врвот на листата на трендовски пребарувања се најде Gemini, четпотот со вештачка интелигенција на Google, што потврдува дека 2025 година беше силно обележана од развојот и масовната употреба на AI алатки. Веднаш по него следуваат Индија наспроти Англија и Чарли Кирк, тема што доминираше и во вестите. Google посочува дека Чарли Кирк бил најактуелната личност во вестите во 2025 година, а пребарувањето атентат врз Чарли Кирк го зазеде првото место во категоријата трендовски вести. По него следуваат пребарувањата поврзани со Иран и затворањето на владата на САД, што укажува на силен интерес за глобалната политика и безбедност. Интересно е што на листата на трендовски пребарувања се најде и DeepSeek, уште еден AI четбот, што дополнително ја потврдува доминацијата на вештачката интелигенција во дигиталниот простор оваа година. Во категоријата храна и рецепти, најголем хит бил лутиот меден сос, Hot Honey, додека Mary Me Chicken и чимичури се најдоа меѓу првите 3. Кај филмовите, најпребаруван беше Анора, пред Супермен и Minecraft Movie, а актерката Мајки Медисон се издвои како најбарана филмска ѕвезда. Во спортот, најголем интерес предизвика FIFA светското првенство, а најпребаруван тим беше Paris Saint-Germain. Сите овие податоци покажуваат дека 2025 година беше година во која технологијата, глобалните настани и попкултурата силно го обликуваа вниманието на јавноста.